Автомобили кои едва и се движат, нервозни возачи поради изгубеното време, но и загрижени пациенти кои наместо брзо да стигнат на преглед, не можат да се пробијат низ сообраќајниот хаос. Сликата на клинички, а речиси, е идентична секој ден. Метежот во предпладневните часови почна уште од самиот влез, а продолжи во тесните улици низ комплексот, каде речиси е невозможно да се вози, поради непрописно паркирани автомобили. Да се најде слободно паркинг место во кампусот клиники е навистина среќа. Некои од граѓаните кружат и по 2 часа за да се паркираат. Два сата. Нема нигде паркинг, нема нигде. Кај се паркираме, доаѓа, чекат по цел ден. По цел ден доаѓат од Македонија, Кочаник, Ошти, по сведе доаѓа. Хаос е, хаос. Со бајле нема шанса да се најде место. Тука обично околу 13 часот доаѓам и чекам по половина час за да се паркира. Значи 3 кругов дека вртевме, само вртевме, не може да најдеш паркинг само. Долга е колоната и за наплата на паркинг место. Здравствените власти велат дека се свесни за хаосот и бараат решение. Министерот Меджити се изјасни дека нема волшебно стапче за да го реши итно проблемот. Знаете дека магичен стап немаме, но ги праваме припремите, значи да видиме, нели ги знаете. Има бирократски процедури што не зависат од мене, но мислиме и тоа ќе даеме динамично за побрзо да се заврши. Дали хаосот конечно ќе се реши? Ветување имаше и порано, но без реализација. И Меджити, како и неговите предходници министри, вети пред 1 месец дека ќе го реши деценискиот проблем во најскоро време. Значи, како прво, ќе биде хаосот, сообраќајниот хаос на клинички центар да го решиме. Значи, се консултираме со сите институции, со сите засегнати страни и мислиме во најможен брз рок тоа да го решиме. Паркингот на клиничкиот центар располага со вкупно 1000 паркинг места, а само во еден ден влегуваат околу 5000 возила, вклучувајќи ги возилата на вработените во центарот.